Штрајкот нема да престане, штрајкувачите од ден на ден се посложни и доколку работната група од 5 министри не седна да преговара уште денес, од утре штрајкот ќе стане поригорозен. До сега се работеа само итните неодложни работи, како претреси, притвори и неодложни жалби, а од утре нема да се работи ништо. Од вкупно 390 вработени во јавните обвинителства, денеска тука ќе дојдат 300 вработени. Ако ова не е доволен доказ за сериозноста на овој штрајк и единството кога имаа штрајкувачите, не знам каква друга порака треба да испратиме. Владата треба да биде свесна дека доколку работната група и после овој протест не седне на маса да преговара, ќе се парализира целото правосудство. Не можеме да разбереме зашто владата сега инсистира минималната плата да биде избришена од останата како основен елемент од нашите плати. Тоа значи само едно. Кога во март месец идната година ќе порасне минималната плата, ниту еден од овие вработени нема да добие усогласување со минималната плата. Проекцијата е дека минималната плата ќе се порасне за 3 до 3000 до 4000 денари, што ќе направи уште еден хаос во управата, во обвинителствата и во судовите, а пак ќе повтора, ниту еден вработен нема да добие усогласување со порастот на минималната плата. Доколку планираат да го решат проблемот околу нашите плати, да седнеме што поскоро. Доколку не планираат, тогаш тие си знаат. Ако една држава треба да има обвинителство кое што не работи и не функционира, каде што застаруваат истрагите во моментот бидејќи не работиме, тогаш не знам што да кажам, нека оцени народот.